Пациент со Вилсонова болест 10 години бил лекуван од шизофренија. Добивал лекови за ментално нарушување наместо за исфрлање на вишок од бакар од организмот. Таложењето на овој тежок метал му ги оштетил црниот дроб и мозокот, а за доцнетата диагноза оставила трајни последици по неговото здравје. Имаме пациент кој 10 години бил лекуван од шизофренија, бидејќи неговите невролошки психички симптоми се првите што се појавиле, и после 10 години лекување за погрешна диагноза се разбира дека состојбата многу повеќе ќе се влоши. Меѓутоа пак и овој пациент имаше среќа да откако беше поставена диагнозата веќе имаше некое подобрување. Се разбира, за жал тие невролошки симптоми не можат да се повлечат целосно и оставаат последици до крајот на животот, поради што силно апелираме за таа рана диагноза. Уште пострашно е тоа што пациенти кои веќе имаат диагноза тешко доаѓаат до терапија. Лекови има, но не ги добиваат навреме. Најтешко им е на пациентите од внатрешноста. Дури оние со посериозни нарушувања по терапија мора да дојдат во Скопје. Друга опција немаат. Програмата за ретки болести според Сдруженијата на пациенти во моментот не е доволно стабилно решение. Неефикасностите во спроведувањето се провлекуваат еве веќе 2 години. Со месеци се чека на терапија, многу тешко е да се влезе во програмата, да не се планираат соодветно новите набавки за новите лекови и така натаму. И од таа причина сметаме дека ова решение не е доволно стабилно, не е доволно добро за овие лица, бидејќи станува збор за една група со специфични потреби кои мора да се реши на еден системски начин. Сдруженијата на пациенти предлагаат доколку македонското здравство за 6 месеци не може да постави диагноза, државата да одобри испитување во странство. За надминување на проблемите со кои се соочуваат овие групи пациенти, велат неопходно е да се донесат и закон и национална стратегија за ретки болести.